Нашите ценните реклами за Паскалин кафето и сокот од Бонската. И сега може да започнеме со финалната игра која ще ќе добиеме по првиот победник. Ова игра, да е пред ова не е за гледачи за било какви, само за озбилни гледачи. Прашањата се тешки, многу тешки. Може да започне. Неизвестноста сепак трае се уште и може да започне. Прво прашање. Кој играч беше прогласен за играч на надпреварот во утакмицата помеѓу Нотингем Форест и Партизан, одиграна пријателска утакмица во 62 година? Дали тоа беше Станковиќ, Милутин, Радован II или играчот од Нотингем Джеймс Вуд? Имате време вие да размислите убаво. Уште еднаш да ви повторим. Станковиќ, Петровиќ, втори Радован и Джеймс Вуд. Твој е ред, може. Джеймс Шумарот. Дали е тоа? Дали сте сигурен дека е Джеймс Шумарот? Двете пенкала заложу. И точен одговор! Шумарот беше точен. Тој беше втор играч на надпреварот, најдобар проглас. Има приговор, не е приговор. Не може да е Шумар, дрварен. Не е многу дали, тој не е многу подобно, затоа постигна 4 фантастични погоди со глава. Джеймс Шумарот. Туку неговиот најдраг пријател Милојко Трети. Милојко Трети, тој беше гледач на надпреварот. Ништо не ти се ваше. Одземете му еден поен. Му се одзема еден поен поради лош приговор. И он има 4 поени, он има дуže 2 поена. Може да започнеме со твоето прашање. Дали утре ќе врне? Не се смејте, размислувај. Времето тече. 10, 8, 2, 1. Одговорот. Може. Ќе врне. Да, но во колку часот? Ова е долго прашање. Во 15 до 3. 15 до 3. Да. За време на 15 до 3 ќе врне. Се прифаќа одговорот, точно. Се прифаќа до пола. Не е 15 до 3. 25 до 3, ама може 2 поени. Ти што мислиш? Ти? Ништо не мисли, затоа 0 поени, 2 поена за него. Изедначено, се уште изедначено. Видите 5 поени. Останува последното прашање. Кој го погоди, тој ќе добија огромната сума од 268.500 евра, фунти и така му напаѓа. Прашањето гласи: размислувајте вре колку сакате. Ако дополнете ја равенката, секое тело потопено во течност, дополнете ја натаму. Плови, ти многу брзачно ќе видиме. Ти! Избива на површината. Не, ти! Се намокри. Се намокри. Добро, ти? Тоне кон дното. Тоне кон... Исто, поини, драги гледачи, ова не е могуче. Уште едно прашање. Каков е црнец ако искочи од вода? Ти! Кафен, ти! Бел, ти! гол, ти! ладен, драги гледачи, ова нема бе. Ава не могуче ова бе. Црнеја се го искочи од вода е мокар. Мокар, драги гледачи, никој не ги взима огромните сума. Не, има уште едно прашање. 25.000, но ќе им поставиме, зашто е нова година ќе им поставиме уште едно прашање. Кој е постар? Јајцето или кокошка? Кој е постар? Джеймс Шамерон или Майкл Даглас? Камерон. Дали, ајде кој е постар да видиме. Ти. Оној што се родил прв. Тој што се родил прв. Добро, ти. А колку е постар, ти? А што се родил втор? Тој што се родил втор е постар или помал? Постар. Ова, збунувачки одговори, овој драги дечо, треба да пресуди жири комисијата. Ќе го даде првиот победник. Имаме блиц прашање за гледачите и за слушателите на ова радиова фреквенција. Не на овој квиз. Ова квиз не знае ко. Не знае ко. Имаме прашање за дечките. Што е постро, јајцето или кокошката? Таблата. Таблата? Каква табла? Сридови. Добро, ти? Петело.
Може петело, ти. Табла не иде, табла. Ти, шо е? Блиц прашање. Блиц прашање. Постар јајците од когаш. Кој е постар? Блиц јајците. Е постарно. Да, тука може. Ај на двајцу да ги дајме по пола, ајде пала часта треба, мислам. Поздрав, голем поздрав. И тоа беше се останало. Благодариме. И да им дајме, да не ги пратиме Свечено дома, да ги задоволство. Крај се погледе, да си поздравите пијат да кафе, пиете, здраве. не убаво да спиете. да пијат и да спијат Ама и е сите. кафе, море. И кафе Ема, ќе море, се сменат, ти кидеш кај него на кафе, тој на сок и така му натаму. Награда има ви. И, драги гледачи, тоа беше се од нашето издание, од нашиот интерактивен квиз, не знаеко. Се гледаме во втората лига прашање. Ќе се борат, тие двајца ќе се борат со друг тим, од други двајца кандидати, кои што и јас не ги знам, но се фалат, многу јаки биле. Ќе се видиме, драги гледачи, од второ прашање, ја веќе немам.